ја не пукам, вака не го држам пиштол, вака го држам. Цело време го снимав теренот дека не сакам да го повредам, само да речем да нема други таравари, да нема други тамари. Обвинетиот дојде, држеше цигара, дали ја пушеше или само држеше, не сеќа, го извади пиштолот без никакво предупредување. Никакво, ништо не спомна, нула. Само што го извади пиштолот, го извади, го впери кон мојата глава и пиштол. После година и половина од нападот, Љупчо Стојановски, обвинет за обид за убиство, и поранешниот министер за здравство Никола Тодоров како оштетен, повторно се сретна очи во очи пред министерството, каде што на почетокот на јуни 2017 година Стојановски пукаше во Тодоров. По нападствие на апелацискиот суд Скопје, денеска беше извршена реконструкција за да се разрешат дилемите што точно се случувало на 1 јуни лани пред Министерството за здравство. И обвинетиот Стојановски, оштетениот Тодоров, дадоа диаметрално спротивни видувања за настанот. Еден од спорните моменти беше каде точно стоел Тодоров, а од каде пукал Стојановски. Значи неговата врата, он оттука испаја. Оттука испаја, задната врата, а предниот дел е доттука негде. Се качувам по скали. Од тука нагоре, одам према врата. Обвинетиот. Ода оваа позиција некаде тука. Друг спорен момент за кој двајцата има спротивставени искази беше дали Стојановски испукал еден или два куршуми. На реконструкцијата присуствуваше и телохранителот на Тодоров, кој кажа различна верзија од онаа на обвинетиот Стојановски, каде и како го сопреле нападот врз Тодоров. Тука е тоа. Ова е според Здравко Љупчо? Не, таму е целиот случај. Таму е он отпосле испаја. Пред него испаја и му удира по рака, има и бегак ја тука. По реконструкцијата, експерти балистичари од Министерството за внатрешни работи треба да утврдат која од двете верзии е точна, она што ја кажува Стојановски или она на Тодоров. Предпоставувам го посоветувале за да каже дека не сакал никој друг да погоди, дека нема алтернативна умисла и така натаму, дека сето тоа било со друга намера и така натаму, но тоа не е точно. Тоа не е точно, а тоа го слушнавте и од сведокот од моето обезбедување, кој кажа денеска дека додека го совладувал, он постојано повторувал ќе умрам ја, ќе умре и тој. Значи неговата намера е евидентна. Дали само што кажете ли само да се испрати по раката, да нема повеќе случаи како што беше таму? 15 сантима да ви пука некој во глава не е испраќање на порака за целта, него тоа е обид за убиство. И предпоставувам и тоа е обид за убиство на човек кој што комплетно немал никаква вина. Не може никој да дојде и на министер или на било кој да му впери пиштол во глава од 15 сантими да пука. Каква и да е причината? Тоа е безобзирна одмазда, се вика. Јас не знам дали лаже оштетениот, тоа треба да го докажеме понатака во текот на судската постапка, меѓутоа дека постоја нејасноти кои што требаше да бидат отстранети, постоја уште во текот на првостепената постапка пред предметот да се врати од апелација. И како што рече обвинетиот, доколку сакал да пука, имал доволно време од 3 години да го направи од смртта на настанот и идејата и целта негова била искрено да испрати порака до сите политичари дека треба повеќе да се грижат за здравјето на болните деца. Реконструкцијата пред Министерството за здравство следуваше откако пред 2 недели апелацискиот суд Скопје ја укина 7,5 годишната казна затвор на Стојановски за обид за убиство на поранешниот министер Тодоров и предметот го врати на судење од почеток. Во меѓувреме се води и судски процес за смртта на Тамара од Велес, чиј дедо е обвинетиот Љупчо Стојановски.